Рампелстилскин. Еден воденичар толку се гордееше со својата убава ќерка, што се фалеше со неа пред сите. Еден ден, во присуство на кралот, тој почна да ги велича незините доблести и во сиот занес почна да претерува велејќи: "Чујте и почујте, не е лага да се испреде златна преѓа, од обична слама може ќерка ми драга." Кралот, кој беше алчен човек, ги слушна овие зборови и нареди да ја затворат девојката во соба во која имаше цел ред слама и едно вретено. Воденичаровата ќерка не знаеше како да испреде златна преѓа, па почна неутешно да плаче. Одеднаш пред неа се појави едно чудно џуџе, кој ја понуди помош, а за возврат го бараше низиниот гердан. Таа прифати и џуџето работеше вредно цела ноќ. До зори сламата веќе ја немаше, а собата блескаше од фината златна преѓа. Кралот беше толку задоволен што нареди да се донесе двојно повеќе слама за бредење до следното утро. Џуџето повторно се појави да ја помогне, а овој пат таа му го даде незиниот прстен. Истото се случи и наредниот ден, само што девојката веќе немаше што да му даде за возврат на незиниот мистериозен помагач, кој рече: "Кога кралица ти ќе станеш, твоето прво дете мене ќе ми го дадеш." Девојката, која воопшто не се ни помислуваше дека еден ден ќе стане кралица, веднаш се согласи. Џуџето ја предаше сламата и следното утро кралот дојде и најде доволно злато за целиот негов живот. Потоа, бидејќи виде дека девојката беше исто толку убава, колку што беше и доблесна, реши да се ожени со неа. Воденичаровата ќерка прифати со цела радост. По една година, кралицата роди прекрасен син. Кога џуџето дојде да си го побара договореното, кралицата ја свати грешката што ја направи и почна да очајува, молејќи за уште една шанса. Џуџето се мислеше и на крајот рече: "Ако за 3 дена откриеш кое е името мое, малечково дете ќе си остане твое." Фаќајќи се за оваа сламка на спасот, кралицата ги испрати незините војници во најдалечните краишта на кралството да го откријат името на џуџето. За несреќа, никој не знаеше. Третиот ден, еден од кралските пратеници дојде со вест дека видел едно чудно човече во шумата како подскокнува и си пее. "Кога кај кралицата ќе одам, ќе го земам незиниот син. Јас сум најпаметен и се викам Рампелстилскин." Кога го слушна тоа, кралицата срипа од среќа, а подоцна го пречека џуџето со насмевка на незиното лице. Џуџето веднаш ја праша: "Како се викам?" А таа му одговори: "Да не се викаш Петар?" "Не." И одврати пресреќно. "Тогаш да не се викаш Иван?" му рече, преправајќи се дека е загрижена. "Не." "Се предаваш?" Чекај, а случајно да не се викаш Рампелстилскин?" Кога си го слушна името, џуџето почна да скока горе-долу и да мава со рацете во гнев, се додека не исчезна. Од тој ден, веќе никогаш не се врати повторно. За повеќе интересни приказни, бајки и сказни, како и за поддршка и подобрување на каналот, ве молам стиснете subscribe.